Плетила во народната носија. Во обликувањето на македонските народни носии, македонската селска жена своето естетско чувство го вградила и во плетачката вештина. Во рамките на оваа ракотворна дејност, основно е плетењето на чорапите, неразделно сврзани во составот на секоја носија. Како облековен дел, специфични по форма, со јасно нагласена функција, плетени на 5, 3 или на една игла, главно со волнена, а поретко со памучна преѓа. Во некои случаи во комбинација со срма се покажале многу инспиративни и на ликовно-естетски план. Во составот на машките носи, вообичаени се чорапите долги до под колената, скоро секогаш богато орнаментирани од стапалото до горниот дел грлото. Истата форма ја следат и женските чорапи, но кај нив, поради должината на кошулата, која прилично ги покрива, орнаменталната декорација најбогата од стапалото до надглуждовите, делот кој е најизложен на погледите. Паралелно со нив, за составот на женската носија во одделни пределски целини, како преспа, битолско поле, дебрца, железник и други. Карактеристични се и чорапите без стапала, односно калци или чулци, како што се нарекуваат во Преспа, Горна река и Мавровско поле, и шутарке во селата под планината Сува гора. Орнаментирани се во орнаментални појаси преку целата должина, во духот на локалната традиција. Во однос на колоритот, основни бои се црвената, црната и белата, со помало или поголемо присуство на жолтата, сината, зелената, како и златната и сребрената срма. Во некој случај, срмата како материјал е прилично доминантна. Во Горна река и Горни полог. Според складноста на колоритот и карактерот на орнаменталната декорација, во највисоко естетско рамниште се познатиот вид чорапи, познати како алови или алски чорапи, со карактеристичните геометриски мотиви колца, кола или тркала, на црвена основа. Кај чорапите од поново време, покрај чисто геометриските мотиви, се сретнуваат и чорапи орнаментирани со геометризирани вегетабилни, односно флорални мотиви. Покрај чорапите, плетачката вештина дошла до израз и преку плетењето на народните тантали, по карактер слични на турско-ориенталните декоративни изработки оји, вид наплетени бордури за украсување на рабовите на женските кошули, марамите кавраци и крпите бришалки, со практична, но и со евидентна естетска функција. Најкарактеристични меѓу нив се ражно плетените полихромни тантали, сорки и цуцки, во овче поле, кочанско поле и други. Иако представуваат еден вид варијанта на сите, нивното огромно изобилство од разновидни форми во овој регион укажува на тоа дека со текот на времето придобиле свое специфично, локално поединечно обележје. Поаѓајќи од карактерот, колоритот и техниките на изведба. Прав зурав, навракен зурав, мотканки, власнички и друго. Тие слободно можат да се сметаат како дел од инвентарот на македонското текстилно народно творештво. Нивниот декоративен ефект е најсилно изразен врз ракавите од женските кошули, аплицирани во неколку хоризонтални, компонирани кивчени појаси со впечатлива убавина.